Земја на одложување. Најголемата закана за обстанокот на оваа планета не доаѓа однадвор, туку одвнатре. Не од Вселената, туку од длабочината на Земјата. Таму со илјадници години живеат луѓето мрзливци, во кралство водено од нивниот водач, кралот Глорм. Народе мој, дојде време да ги освоиме суштествата кои живеат на надворешноста од нашата планета. Тоа ќе биде лесно, зашто тие се дебели и безделничарски суштества, а тоа ќе го направиме уште полесно со мојта на одложувањето. Одложувањето е чин на оставање на работите за подоцна. Тоа е најдобриот начин кој човекот го измислил за да не постигне апсолутно ништо. Овде гледаме демонстрација на одложување од светска класа. Гарфилд, те молам изнеси го ѓубрето. Ќе го направам тоа утре. А, и требаше да исчистиш гаражата. Ќе ја исчистам следната недела. И требаше да однесеш еден пакет до кај тетка Ајви. Ќе го однесам во следниот век. Одолговлекување и одолговлекување и одолговлекување. Одложување во најдобро издание. Дури и сега, насекаде на површината од светот, нашите антени за емитување ги испуштаат зраците за одложување во секое ќоше од планетата. Зраци кои ќе зголемат на максимум желбата на луѓето за одолговлекување. Тоа е нашата цел. Така космичката енергија ја бомбардираше Земјата, внесувајќи во секој маж, жена и дете длабоко чувство дека се што можат и би требало да направат, да го направат друг пат. Хеј, ти си пожарникар, Боб, не треба да гасиш пожар? Да, но ќе го изгасам подоцна. Набргу државата стана блокирана, па гувернерот мораше да свика пресконференција. Бидејќи никој ништо не завршува, имаме огромна криза. За да го искорениме тоа, ќе назначам специјална комисија, која... некој од следниве денови. И онака никој не дојде да ме види, ќе одам и нема да правам ништо. Тоа е. Господе... Бидејќи светот на површината беше парализиран, кралот Глорм почна да ги праќа своите луѓе мрзливци да ја преземат контролата врз надворешниот свет. Освојувањето на луѓето од површината ќе биде едноставно. Нема да мрднат ни со прст за да се спротистават. Горе нема никој кој би презел нешто? Нема. Епа, постои една можност. Зракот за одложување од секого прави тотален одложувач. Меѓутоа, ако некој е веќе таков, тој ќе се трансформира во тотален неодложувач. Обратно. Но како е можно да има некој кој е толку мрзлив? Не, нема да го направам. И иако зракот го претвори куќето во одложувач, мачката ја претвори во сосема спротивно нешто. Да, ќе го фрлам стапчето и тоа, ќе го фрлам веднаш. Фати го, оди, ајде.
Оди, донеси ми го стапчето. Како мислиш ќе го донесеш подоцна? Не можам да мислам на тоа, имам други работи да завршам. Гарфилд стана најамбициозното суштество на планетата. Го изнесе ѓубрето, ја исчисти гаражата, дури го однесе пакетот на Џон кај тетка Ајви. Не кажувај ништо, не си вистински во епизодава. Треба да вечерам за 3 часа, но мислам дека ќе вечерам сега. Една од предностите кога не ги одложуваш работите. Се чини дека Гарфилд е единствениот кој се чувствува така. Сакав да направам печење, но ќе го направам подоцна. Не, сега, направи го сега. Освен тоа, не можам да одам во продавница. Се уште не сум добил плата. Плата? Јас ќе ти ја донесам. Поштарот не испорачуваше пошта. Ќе го направам тоа подоцна. Сигурно. Како ќе најдам нешто за јадење? Знам, Вито. Дури и Вито, пица мајсторот беше... Епа, знаете на каде оди ова. Маченце мало. Ќе ти направам не една, не две, туку 10 вкусни пици. Да, ајде, направи ги сега. Штом се вратам од мојот одмор во Италија. Џон не сака ништо да прави, Оди не сака ништо да прави, поштарот не прави ништо, Вито не прави ништо. Што е причината за тоа? Мачката размислуваше за проблемот, несвесна дека причината е неколку улици подалеку. Што? Како би можел да замисли дека кралот Глорм и луѓето мрзливци од центарот на земјата во тој момент се во паркот преплавувајќи ја површината, собирајќи се да го почнат целосното освојување на светот. Луѓе мрзливци, освојување на светот? Кажи ми нешто повеќе. Употребија зраци за одложување за... ќе ти раскажам друг пат. Не, кажи ми сега. Дури и нараторот не сака ништо да прави. Рече дека се во паркот. Пред да падне ноќта, луѓето од земјата ќе бидат наши робови. Каква корист од нив? На што мислиш? Луѓето на земјата не прават ништо. Каква корист од тоа да ни бидат робови ако не прават ништо? Така е, во право е. Точно. Што ќе ни се? Што ќе правиме со нив? Јас не помислив на тоа. Знам, штом станат наши робови, можам да го притиснам ова копче и да ги преобратам со зраците за одложување и да ги направам корисни. Тоа е паметно. Да живее Глорм, владетел на светот натре и надвор. Да живее Глорм! Значи, да ги поробиме жителите на површината и потоа ќе го притиснам ова копче овде. Еве, смешко, јас ќе те поштедам од неволја. Суштество од земјата, кој прави нешто. Фатете го! Него фатете мачката! Фатете мачката! Фатете мачката! Бъргу, ќе ни избега! Да видиме, рече да го притиснеме ова копче. Хеј, ќе направам вечера. А додека готвам, ќе го фрлам стапчето за да го фатиш, Оди. Можам да правам 2 работи одеднаш, не 10 работи. Господине Арбакл, ја донесо вашата пошта, тука и платата. Застани и фатете го! Фати го! Бърго не сме да ни избега! Каде и да трчаше, храбрата мачка беше бркана од луѓето мрзливци. Сигурно делува, се врати мојот раскажувач. Трчаше најбрзо што може, но наскоро беше во замка. Како што кажа? Дај ми ја направата и потоа ќе те уништиме. Се прашувам што ќе се случи ако го притиснам копчево на кое пишува зраци на одложување на ваша страна.
суштество ќе биде елиминирано. Но, тоа ќе го направиме подоцна. Да, во право сте. Така треба. Така е. Така и се брзо. Уау, убаво од нивна страна што го означиле тоа за мене. Ќе го освоиме светот на површината. Но за еден милениум подоцна. Да, може да Каде ни се брза? И така луѓето мрзливци и нивниот лидер се вратија во нивниот град во центарот на земјата за повторно долго време да не бидат видени. О, здраво, Оди. Изгледа повторно го спасив светот. И изгледа епизодава завршува, само ни треба некоја шега за крај. Што велиш? Шега за крај. Секогаш завршуваме со тоа како јас кажувам нешто смешно. Сценаристот треба да ми испрати реплика да ја кажам. Треба да стигне кај да е. Да, секој момент да. Но се надевам дека не ја одложил. Аман со ова одложување. Ќе почекаме, не е проблем.